Трговски центри. Уау! Колку е тешко да се одржува тој светкав, чист и топол свет. Внатре е се совршено. Влегвиш и се забораваш. Леле, колку е супер, препронај преубо. Губиш контакт со реалноста. Како си? Добра, ево, супер, ево. Леле, супер. Ти? Фала супер. Се супер. Супер со суво грозје, со лешники, со ориз. Плочките се толку исполирани, што дури на секој чекор имат знаци, внимавајте лизгав пот. Се е вакуумирано, импрегнирано, ништо природно, се е емитирано, лифтови ескалатори, клима, вентилатори, се е така фино организирано. Откако ќе стапниш, се дур не излезиш, да те водат. Си мислиш, јас сум слободен граѓанин бе, имам право да одберам кај сакам да одам. Јас имам собствено мислење. И после тоа повторно ги следиш знаците. Доколку забележат мала доза на анархија, веднаш ќе дојдат дечките од обезбедувањето, кои се тренирани со блага насмевка, шок спреј и без многу галама да те отстранат од објектот. Ти како купувач во трговски се чувствуваш веднаш загрозен, ако некој ја наруши чемата на однесување. Шо да е? Дечишќа невоспитани. Шо е бе? Ак ти се купви. Ак не шетај, остај ги луѓево да уживет. Го сметаш како терорист? Непријател на желбата ти убо да си поминиш. Знаеш ти јас од кај имам дојдено за убо да си поминам? Ак тебе не ти значит. Мене ми значит да сум 2 сати овде во трговскиов. Ајде, му текнало сега на некоја си будала да прави бели внатре. Трговските се дизајнирани ко мали држави. Се што ти треба да имат внатре. Органи за безбедност, места за одмор, храна, пиење, журки кафичи, кино, бела техника, црна техника. Се. Дури ако немат нешто, ќе ти речат, дојдете ќе добиеме в понеделник. Имат места кај да ги оставиш децата на 2 сати. Оставете ги вашите деца овде. Ма како така, како ќе сме ги оставиле? Јас сум родител. Оставете за вашите деца да се грижат професионалци. Ајде, одете на шопинг балавковци, ама ние... Се е дизајнирано за да си поминиш 2-3 сати препонај преубо. Прекрасно. За да немаш никаква одговорност. Се што треба да правиш е да трошиш. Нормално како и сегде и таму имат различни класи на луѓе. Врвот, висока класа. Оние што идат со Бентли, Батлер и дадилка во трговскиот. А излегват со шлепер. Трошат во еден ден колку буџетскиот дефицит на Никарагва. Средно висока класа. Идет со пријател. Пошо вчера се збогативме, немавме време да изградиме критериум. Заради овие продавачките поминват специјални тренинзи на љубезност и услужливост. Добар ден, повелете. Не знам шо сакам. Нема проблем, господине. Колку е тешко им погодиш на овие. Ниска висока класа. Тоа се типои што киснат по ресторанчињата низ трговските, за да им овозможат темелен поглед на другите, како функционира нивното семејство. Горе-долу ко во реклама за прашак за перење. За оние прашаци што ги немат на рефус. Средна класа. Тоа се оние посетители кои од золошка одат право во мегамаркетот во трговскиот. Јас не се плашам да им купам на децата 3 вида чоколади од најголемине. Висока ниска класа. Тоа се оние што разгледват низ трговскиот и што се прат дека барет нешто ептен специфично, нешто што никаде не можат да го најдат. Тоа е само оправдание за да шетат внатре, зажимат клима. Особено се интересираат во излози кои ќе помини некој од обезбедување. И ги оговарат оние што седат во рестораните. Мор види ги оние кој од реклама за прашак за перење се. Ниска класа. Нив не можеш да ги видиш внатре во трговскиот, ама можеш да ги видиш одвнатре. Како се доближват и велат: ај бегаме, ај мор си бегаме, ај, дојме на друго место. Некако не ми се влегви тонаму. Тебе? Ги плашит самата помисла дури да влезат внатре во трговскиот. Мислат дека не го заслужиле. И постоите една специјална класа. То се млади, алтернативци, авангардисти, прогресивни, различни, кои што нон-стоп серат против трговските. Колку се кич, глупи и така натака. А се редовни посетители. И јас заради пикантниот однос кон темава горе-долу се пронаоѓам во оваа група. Треба само почесто да ги посетвам трговските. Тоа го
го докажува фактот дека таквиот објект има и терапевско значење. Можност да го исфрлиш гневот, а никој да не е повреден. Дури внатре се сите спремни и доволно тренирани да ти помогнат. Да се трансформираш во добар купувач. Само доколку ти тоа го сакаш. Се е розево. Ако си доволно добар и позитивен, може дури да те ставят и во реклама. Од нас зависи. Се до моментот дур не излезиш надвор на дождот и не те испрскат тој со бентлито и со шлеперот. Море да тие... Не викај одма. Биди среќен ако дојд батлерот и ти дај 500 денари заради нанесената морална штета. После можеш да се вратиш назад во трговскиот и да се подсушиш на климата. Bam 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 bam.